Вчера, 15 мај, беше Меѓународниот ден на семејството. СОС Детско село по повод Меѓународниот ден на семејството организира своја кампања под мотото Семејство за секое дете. Токму ова утро ќе зборуваме за оваа кампања, ќе зборуваме за СОС Детското село, а наша и ваша гостинка, како што ви кажав во најавата, е Кристина Кипријановска, експерт за бренд и комуникација во СОС Детско село. Кристина, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма на Алфа телевизија. Да го честитам вчерашниот ден, Меѓународниот ден на семејството, 15 мај. СОС Детско село по повод на денот на семејството организира и една кампања под мотото Семејство за секое дете. Ке зборуваме за кампањата, но прво да ми кажете како го поминавте вчера денот. Претпоставам имавте многу активности и бевте зафатени. Така. Токму така. Добро утро и од мене пред се. Сакам да ви се заблагодарам на поканата. Навистина ми е драго што сум ваш гостин ова утро. Имаме многу убава причина и повод за моето гостување, како што кажавте во најавата. Вчера беше 15 мај, Меѓународниот ден на семејството. Го празнувавме семејството. Меѓутоа ние го празнуваме семејството секој ден. Тоа е најважната карика во едно општество и така како влие врз развојот и растот, правилниот раст и развој на секое дете. Го искористивме поводот на Меѓународниот ден да ја пуштиме пораката до заедницата за важноста на семејството, за важноста на згрижувачките семејства во нашето општество. Имавме низа на активности, како што кажавте, ни беше прилично активен ден. Би ја издвоила почетокот на кампањата Семејство за секое дете на дигиталните медиуми, односно на социјалните медиуми. Го пуштивме видеото. Всушност, кампањата на социјалните медиуми започна уште од минатата недела, меѓутоа тоа беа едни кратки рилс видевца кои што требаше само да ја разбудат љубопитноста на нашите следачи за вчера да се пушти официјално големото видео. Можам да кажам дека стварно ми е задоволство и горди сме затоа што сепак имавме можност да го реализираме овој проект. Станува збор за едно навистина емотивно видео каде што налик едноставните детски желби кажуваат многу. И треба да ги чуеме децата затоа што тие се навистина искрени. Освен тоа, значи видеото ќе оди и на ТВ станиците и со соодветен аудиозапис ќе оди и на радиостаниците. Нас целта ни е, како што кажав, да ја прошириме важноста на семејството за правилниот раст и развој, особено за важноста на згрижувачките семејства во нашата држава, во нашата заедница. Освен овие, да речам, видеоспотот и овие активности околу кампањата, вчера имавме исто така промоција на нашата прва сликовница, едукативна сликовница, која што беше со поддршка на сопругата на председателот. На гостини беа учениците од две скопски училишта и имавме многу убава, како да кажам, спонтана дружба, интерактивно читање на сликовницата, многу емоции, зборувавме за важноста на семејството и како што кажав, децата некогаш многу знаат да ни кажат. Секој од нив има таква убава порака за важноста на семејството, нема да ми верувате какви се пораки напишаат дечињата. Ќе ја покажеме малку подоцна сликовницата, еве ја имам ја сега во моите раце. Бидејќи го споменавме неколку пати спотот, предлагам сега можеби да го видиме спотот, предлагам од режија да го погледнеме спотот кој што е во целост, а потоа ќе се зборуваме полека и за кампањата. Ете, спотот нека биде еден вовед во она што ќе следува. Ги прашавме децата која е нивната најголема желба. Мојата желба е... Јас сакам мало куќе да го чувам во соба. Сакам нова бабика со многу фустани. Сакам нов велосипед и скако на тато. Сакам патики со светкаат. Најголема кутија со лего. И јас сакам да имам семејство. За секое дете да расте во семејство, помогни и донирај. Ете, ова е премиерно се пушта спотот кај нас во Алфа телевизија и општо
секаде во сите од сите телевизии. Ви благодарам за довербата, ви благодарам што сте токму во утринската програма на Алфа телевизија. Премиерно за прв пат го пуштивме спотот од било кој медиум. Ги слушнавме детските желби. Онаа порака на крај беше сакам семејство. Тоа е и мотото на вашата кампања, значи семејство за секое дете. Така. Која е пораката што ќе ја испратите од кампањата? Пораката е многу едноставна. Важноста на семејството за правилниот раст и развој на секое дете. Важноста на згрижувачкото семејство. Како што кажав преска, семејството е основна клетка на едно општество. Тоа е основа за формирање на личноста на детето, на карактерот на детето. Меѓутоа и како влијае врз формирањето на неговата иднина. Затоа ние како заедница не треба да дозволиме ниту едно дете да расте без семејство. Ние во СОС Детско село веќе 22 години формираме семејства. Работиме за остварување на нашата мисија, ниту едно дете да не расте само. Кога кажувам формираме, градиме семејства, зборувам за поддршката на згрижувачките семејства. Згрижувачкото семејство е едно од најблиска форма на биолошкото семејство. Згрижувачките, односно Колку дечиња отприлика се згрижуваат во семејство, во групата каде што живеат? Тоа е многу Индивидуално, во зависност од семејството, затоа што не знам, згрижувачките семејства кои што се, да речеме, со своји биолошки биолошки деца, значи во зависност од тоа колку биолошки деца има и капацитетот нормално зависи од тоа се со цел, нели, да им се даде соодветна грижа, нега подеднакво на сите деца. Бројката нема правила. Едноставно. СОС Детското село како функционира? СОС Детско село, фокус на работата на СОС Детско село се згрижувачките семејства, како што кажав. Ние веќе функционираме 22 години, 22 години работиме за остварување на нашата мисија и градиме семејства. Градиме семејства во насока на поддршка на децата и младите без родители и родителска грижа. Згрижените деца во згрижувачките семејства ја добиваат онаа љубов, грижа и нега, топлина на домот, но е многу важно, ја добиваат и љубовта од родителите која што им недостасува, за жал. Ја добиваат и она, како да кажам, едноставно припадноста во семејството, сигурноста во семејството, онаа функционалност на едно семејство, кое што и како влијае понатаму за нивната иднина и формирање на здрава личност која што ќе придонесе за ова наше општество. Токму заради тоа ние како заедница не смееме да дозволиме децата без родители, оние кои што се најранлива категорија во нашето општество, да дозволиме да живеат без семејна љубов и семејна атмосфера. Кристина, да направиме една разлика, да им објасниме на гледачите која е разликата меѓу посвојување и меѓу сместување на дете во згрижувачко семејство. Постојано не прашуваат тоа. Посвојувањето и згрижувањето се разликува како процес, можам да кажам, од статусот на детето, во смисла дали е дете без родители или е дете без родителска грижа. Да, децата кои што се посвојуваат, да не звучам грубо, меѓутоа немаат родители. А децата кои што може да се згрижат се деца кои што имаат биолошки родители, меѓутоа биолошките родители од најразлични причини го изгубиле родителското право привремено. Тоа не значи дека тие нема да можат да се вратат во биолошките семејства и процесот на згрижување, односно згрижувањето е, да не речем, привремен процес. Згрижувачите привремено се грижат за децата без родителска грижа. Токму тоа ние го правиме сега во моментот. СОС Детско село дава поддршка на згрижувачките семејства. Згрижувачите имаат многу благородна професија, што не би ја нарекла професија. Значи, тоа е нивниот живот. Тие се грижат секојдневно за децата. Тие ја даваат својата љубов, грижа на тие дечиња. Го поминуваат секојдневието со нив.
и навистина имаат една благородна функција и благородна професија. Би ја искористила, ако ми дозволиш оваа прилика, на сите заинтересирани граѓани кои што гледаат сега во моментот. Значи, слободно да ја посетат нашата веб страна www.zgrijување.mk. Таму ги има сите информации, има и телефонски контакт, доколку се заинтересирани да направат едно добро дело, да ја отворат вратата од својот дом, да го отворат срцето за некој дете кој што има потреба и да станат згрижувачи, ги има сите потребни информации на нашата веб страна, има и телефонски контакт како што кажат и слободно може да се јават и да се информираат и да се информираат што се е потребно за да се стане згрижувач. Згрижувач, точно. Имавте исто така наискрената прегратка. Ова е сликовница од СОС Детското село. Малку и ќе ја прелистаме, па да ни кажете, Кристина, еве за сликовницата и сите оние кои што сакаат да ја купат, каде може да ја Навистина сме горди на нашата прва едукативна сликовница. Тоа е една прекрасна, емотивна, приказна, инклузивна приказна за дете кое што е растено во згрижувачко семејство, за секојдневието на децата со што се среќаваат, за сите предизвици со кои што се среќаваат во својот живот. Не би откривала повеќе, само ќе кажам дека тоа е едно читиво кое што нема возрастна граница. Тоа сакав да прашам, за од која до која возраст? Да. Ние велиме сликовница и за возрастни, и за деца. Многу ни е драго што од вчера, 15 мај, сликовницата може да се најде и во малопродажба, во сите книжарници на издавачката куќа Арс Ламина и она што исто така многу важно е што средствата за продажба средствата се наменети за СОС Детско село, односно се донација за СОС Детско село. Така. Кристина, имаме уште минутка-две додека да го заокружиме овој разговор. Ете, брзо ни помина времето. Би сакала, еве за крај, да искористиме вашето гостување, една порака до сите оние кои што не гледаат, до сите идни згрижувачи и на деца, еве, од вас, од СОС Детското село. Би се надоврзала на Меѓународниот ден на семејството. Да го славиме семејството секој ден, не само на 15 мај. Го одбележуваме Меѓународниот ден на семејството, меѓутоа семејните вредности, топлината на домот, љубовта, семејството треба да се прославува секој ден. Секој слободен миг да го користиме за да го поминеме со нашето семејство. Топлината која што ја имаме дома, љубовта кон нашите деца, да ја даваме секој ден. Да. И тоа е нешто што најмногу им треба на децата. Благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и вам. Ви посакувам многу успех во сето она што го работите и за секој новитет кој што го имате. Утринската редакција на Алфа телевизија останува отворена за вас да го презентираме на нашите гледачи.